Ќе има ли правда или ќе се вкорени неправдата? Кој ги брани криминалците? Под закрила на политичките наметки, како до квалитетно решение? Како ќе продолжат предметите на СЈО? Зошто рекет го изместува целиот правен систем? На непол месец до одлуката за датум за преговори со Европската Унија, како неформален услов се наметна потребата од консензус во општеството. Дали консензусот значи расчистување со сите криминали? Вечерва во 24 отворено на оваа тема дебатираме и разговараме со универзитетскиот професор Беса Арифи. Добра вечер, добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Со адвокатот Александар Тортевски. Добра вечер и за вас. Добре дојдовте. Со господинот Оливер Ристовски од СДСМ, практично и заменик министер за правда и дел од преговарачкиот тим на СДСМ во преговорите со ВМРО ДПМН, и со Панче Тошковски од ВМРО ДПМН, исто така дел од преговарачкиот тим на ВМРО ДПМН во собранието каде што се разговара за новиот закон за јавно обвинителство. На почетокот ќе почнам со дамата која што и ја најавив. Арифи, преговори за јавно обвинителство блокирани или во нова фаза за поквалитетно решение. Може ли да се има квалитетно решение на начин на кој што преговараат партиите во моментот? Па јасно е дека треба да се водат преговори, особено кога се работи за закон кој што треба да помине со двотретинско мнозинство во собранието. Така што на било кој начин да ги водите тие преговори, сепак на крајот мора да има консензус кој што ќе вроди решение прифатливо за сите секако. Меѓутоа, при тоа треба да се размисли убаво, бидејќи ова е закон за јавно обвинителство и целта треба да биде најпрвим воспоставување на правдата, а не користење на оваа прилика за да се достигнат некои цели кои што би можеле да се поврзуваат со продолжување на практиката на неказнивост за највисоките функционери кои што... Тоа е и основната болка на општеството, можеби изминативе 28 години. Во такви услови се поставува и прашањето зошто воопшто се преговара кога се зборува за криминалот? Токму е тоа, значи, суштинската дебата која што се водела од секогаш во оваа држава, бидејќи сме се научиле дека секогаш кога се доаѓа до точката каде што треба да се воспостави владење на правото и казнено-правна одговорност, тога сето тоа значи, зависело многу од волјата на партиите, кои што треба некако да се договарат за да донесат закони кои што се суштински токму за воспоставувањето на таквата кривична одговорност. И секако дека тоа кога се заплеткува во политички процеси на давање и земање и на други такви компромиси кои што се од политички карактер, понекогаш може да не вродат со најдобри правни решенија. Затоа викам дека ова е суштински момент кога сите партии кои што преговараат за овој закон, кој што е битен не само за преговорите кои што ги водиме за добивање на датум за отварање на преговорите со ЕУ, туку е битен за нас како заедница, како општество, како држава, за да воспоставиме на крај правда и правен систем. Многу е битно од таа суштина да тргнеме, а не од некои интереси да се заштити овој или тој човек, овој или тој министер или некој друг осомничен или обвинет во овој. Тортевски 2015 беше некој судбински датум кога беа важни преговорите, тогаш велевме дека тоа е можеби клучниот момент во создавањето на специјалното јавно обвинителство, па видовме на крајот до што тоа доведе, но за тоа потоа може ли овие преговори сега навистина да бидат да изнедрат нешто добро? Не, апсолутно. Зошто? Па прво не гледам причина зошто се разговара. И по кој основ двете најголеми партии зад очите на јавноста околу нешто преговара. Не гледам зошто е нешто воредно, тајно, скриено. Знаете, кога некој се пазари меѓу себе, кај ќе се најдат некаде на половина, а правдата не трпи половични решенија. Јас мислам дека нема никаква причина. Значи, владеачката гарнитура, би рекол, имаше проблем со истекување на мандатот на Катиса Јанева. Меѓутоа се случи она што се случи, рекет, Катиса Јанева заврши во притвор и престана, практично ја разрешија, со тоа престанува функцијата на сите нејзини помошници.
Мислам дека доцнеше претходно владеачката гарнитура, не влезе во процедура за избор на нов специјален јавен обвинител. Тука беше очигледно дека некако се нашле со ВМРО ДПМН да не избираат. Заради тоа што и да не ја затворија катица, ќе престанеше мандатот на 15 септември сега. Значи, одеднаш сега се разговара за нешто за што нема потреба. Кој наметнува потреба од нов закон за јавно обвинителство и сега гледате дека се лицитира. Ај ќе го ставиме овој, нема да го ставиме тој, ајде оваа професорка, ајде некој друг. Значи, еве колегата е тука со сиот респект дека е член на ВМРО ДПМН, меѓутоа во преговарачкиот тим таму имате луѓе кои што се обвинети во постапките пред СЈО. Никаде на свет, простете, ама луѓе кои што се инволвирани во тој процес не можат да учествуваат во преговорите. Значи, секаде постои, знае колегата, изземање, ако некој е лично засегнат со одредени кривични постапки, не може тој да преговара за иднината на органот кој што го гони. Значи, Кристијан Мистовски исто, лидер на партијата, преговара. Меѓутоа и тој и колегата доаѓаат од Белиот дворец, што е предмет на запленете тој имот. Како излегуваат од таму, одат на преговори и се да враќаат. преговарат никој од нив затоа што имотот е запленат, односно е под некаква Па сега, мораториум значи на треба продажба? да си дадат луѓе кои што не се засегнати, кои што јас лично така сметам, овде значи настапувам индивидуално. Добро, господине Тошковски, плюсот можеме да одговориме на ова за што сега бевте прозван. Вие не сте инволвиран во случаите од СЈО, вие сте адвокат. Има ли проблем во тоа што луѓето што се дел од преговарачкиот тим на ВМРО ДПМН преговараат во новите решенија за законот за јавно обвинителство? Јас искрено не знам од каде му се информациите на колегата дека било кој од преговарачкиот тим на ВМРО ДПМН е обвинет во рамки на постапка која што ја води или ја водело специјалното јавно обвинителство. Баш би сакал да ми каже колегата кој од преговарачкиот тим на ВМРО ДПМН и од каде му е информацијата дека некој обвинет. Колегата беше и советник на специјалното јавно обвинителство, можеби од таму му се информациите. Јас не познавам човек кој што е обвинет во рамки на претходната постапка, законита, условно да кажеме, ќе дефинираме во теков на емисија што е законито, што не е, барем по нас. На кого мисли колегата? На Антонио Милошевски. Он е обвинет? Не е обвинет, има една предистражна и една истражна постапка. Значи обвинет, така? Не е обвинет, има постапка против него. Ама јас внимателно, колега, слушав и тоа менува, прејудициравте дека станува збор за обвинето лице. Добро, тоа многу менува. Ако има предистражна или истражна постапка, тоа не менува. Така, тој ќе биде многу објективен во разговорите што ги води против органот кој што му ја води постапката, така? Значи, зборите за органот кој што беше предводен од страна на екс-специјалната јавна обвинителка кој што е во притвор? За тој орган, да. Зборите за органот кој што Собранието по предлог на Советот на јавни обвинители донесе одлука со која што утврди дека екс-специјалната јавна обвинителка работела несовесно, незаконито и незаконски. За истиот орган зборите? За истиот. Добро. За истиот. Значи, тежиште во една страна ни е одлука која што ја носи Собрание по предлог на Совет на јавни обвинители за незаконито работење и специјалниот екс-јавен обвинител е разрешен со одлука од Собрание. Добро. И официјално со одлука од Советот на јавни обвинители дека постапувал незаконски во рамки на своите предмети, не дека случајно со колата сгазил некој куче, не дај Боже, туку во рамки на своето работење Собранието на Република Македонија и Советот на јавни обвинители во легитимни процедури констатирале дека влегла во процесот рек. Така е, супер. Значи, надлежни институции и за тоа збориме не се. Не, може јас да се вмешам само малку Тошковски. Чекај, само се извинувам. Само ова да прашам, почитувајќи ги ставовите на двајцата. Дали ВМРО ДПМН можеше да изземе некој од овие луѓе кои што на било кој начин се инволвирани во некоја постапка од СЈО, токму за да нема сега вакви реплики и да се отворат усти на луѓе кои што мислат дека тоа е погрешно? Видите, јас сум пред се адвокат и во целост би сакал сите ние да ја почитуваме презумпцијата на невиност. И во однос на специјалната јавна обвинителка, екс
па ќе повторам, и во однос на осомничениот... Да, но вака се отвараат дилеми. Еве, Тортевски отвори една дилема. Токму од таа причина прашувам. Ве разбирам за презумцијата на невиност и секако. Секој е невин додека не е осуден. Моментално имаме следна ситуација. Имаме генерален секретар за кој што се отвори афера таква како што се отвори, целата јавност е свесна за истото. За кого зборувате си? Генерален секретар на влада. За кој што се отвори афера која што се отвори во јавноста и од страна на надлежните институции кои што треба да се занимаваат со утврдување на вистината во вакви постапки, имаме молк. Имаме ситуација каде што... Мислам дека антикорупцијската комисија постапува по тоа прашање. Јас одлука од антикорупцијска до сега не сум видел, еве вие ако сте виделе, кажете ми. Не, одлука нема, но постапува, има отворено предмет. Исто така видовме во македонската јавност, односно слушнавме како некој пратеник некакви си незаконски... Шо беа, како беше колегата? Каква врска има? Има многу голема врска. Зошто? Каква врска има тоа со преговарањето за законот за јавно... Значи, компарацијата е следна. Ако ние, врз основа на рушење на принцип на презумпција на невиност, ги изфрламе сите личности кои што како такви се вклучени во рамки на одреден процес, колега, тоаш треба како да кажем, тоаш треба, не треба ни премиерот да биде вклучен во рамки на преговори, не треба да биде вклучен ни голем број на други лица. Па нека не бидат, значи како општество мора да најдеме вајда сила. Треба вас да ве вклучиме и останатите колеги кои што се неутрални и вие вајда ќе можете и да го подобрите решението. Па мојот предлог е дека можеби треба некој да дојде од нас. Можеби треба да се размисли на тоа. Можеби треба да се размисли. Јас мислам дека е многу важно најпрвен да се одреди фактот што во преговорите се вклучени луѓе кои што се осомничени, а и да не бидат обвинети и така натаму, меѓутоа се осомничени во постапки кои што се сега веќе предмети кои што преминуваат во редовното јавно обвинителство. И тоа е голем проблем, бидејќи не се направи јасна дистанцирање од сите тие луѓе кои што беа инволвирани во тие предмети, за да може преговорите да течат на начин каде што луѓето растеретени од минатите работи кои што нивни членовите на партијата ги правеле, да бидат растеретени од тоа и да преговараат слободно во име на правни интереси, на правни работи. Сега, кога имате лица кои што се вклучени на било кој начин во овие предмети, или како обвинети, или како осомничени, или како лица кои што се во бегство, знаете, значи, вашиот почесен председател е во бегство, а е осуден за одреден предмет, токму во таков случај кој што беше воден од СЈО. Сега во таква една ситуација, каде што лица кои што се осомничени треба да преговараат, треба да знаеме сите како правници, а особено и вие како адвокати, дека лицето кое што е осомничено не го бира јавниот обвинител, ниту пак го предлага. Може да го бира својот адвокат, ама не обвинителот за да го предлага. Мислам дека тоа е клучната разлика тука, што треба да се направи. Само малку да се вратиме на суштината во делот на преговорите. Секунда, ако ми дозволите само. Се слагам во целост со професорката. Но јас би сакал малце подобро да ја запознаеме и професорката и јавноста кој беше ставот на опозицијата за целиот овој временски период, а кој беше ставот на власта. Опозицијата не е таа која што предлагаше со закон да се утврди продолжување на мандат на специјален јавен обвинител, се додека не се отвори случајот реката. Така е предложено во рамки на законското решение доставено од влада. Тоа законско решение беше усогласено, извинете само секунда, измеѓу Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Демократската унија за интеграција. Тие предложија во законското решение специјалната јавна обвинителка која што се екс-специјалната јавна обвинителка која што сега се наоѓа таму каде што се наоѓа, по сила на закон да ја продолжи мандатот. Тоа исто како на претседателот на Република Македонија да му го продолжиме мандатот уште 2 пати. Уште 15 години да си биде претседател на Македонија. Ние не го предложивме тоа. Меѓутоа, вие како партија никогаш не се дистанциравте од ниту еден од тие случаи, туку сите ги нарековте политички прогон. Нели е така? Од кој случај, извинете? Значи, од случаите кои што беа водени од СЈО, а кои што сега проминуваат во редовното јавно обвинителство.
Дали се дистанциравте од било кој од случаите кои што беа? За кој случај говориме? За гачите на Ивона, за шамарите во центар, за тие говориме? 27 април не се дистанцирате шамарите за во ниту центар. еден 27 случај. април не го водеше специјалната Па добро, ни јавна од тоа не се. Затоа викам дека не се дистанциравте од ништо што се направи како грешка и во име на вашата партија, а сега преговарате за избор на нов јавен обвинител кој што треба да ги води тие правничка дебата и со политички примеси изгледа таа ја добиваме. Меѓутоа, колегата значи префрла да се разбереме. Против СУМ и БЕФ со закон да се утврди дека Катица Јанева треба да добие уште еден мандат, тоа колегата е потполно во право и тоа е противуставно решение и мислам дека сигурно би паднало, макар што ние секогаш имаме уставен суд кој што е послушник на власта и сега е иста ситуација, дури и истата гарнитура и истите луѓе претходно им служеа на нив. Значи нема никаква разлика. Пред малку додека се подготвувавме на емисијата му кажав на колегата. Има сосема двојни стандарди, кога една партија е во опозиција и која е на власт. Кога е во опозиција, тогаш ја интересира и трошење пари, и однесување, и мислењето на граѓаните. Кога ќе дојде на власт, тоа не ги интересира. Меѓутоа, за шамарите на центар. Шамарите во центар не е воопшто незначаен предмет. Вистинскиот мотив во тој настане да се спречи поништување на урбанистичкиот план според кој што се изградени сите објекти во центар. Значи, Мериот, Градската куќа, Хотел Солун, Ибис, каде што се платени комуналиите по 1 евро за сите тие објекти. Сакате да кажете дека вистинскиот на Шамари во центар можеше да отвори друг случај? И мораше да отвори, меѓутоа тоа е сега значи нивна одлука, така одлучиле да ја водат постапката. Меѓутоа Шамарите во центар беше исценирано за да се спречи поништување на урбанистичкиот план за тие незаконски изградени објекти кои што го наградуваат цел град. И тоа колегата не сака да го свати, меѓу кои што впрочем е и палатата од која што доаѓа. Добро. Мене би било срам да влегувам во таа да одговорите, бидејќи имаше повеќе обвинувања на сметка на ваша, ќе речам, односно на партијата која представувате. Се разбира и со влегување во суштината на она што се вели сега преговори. Драго ми е што колегата се слага дека со закон не може да се персонализира решение кадровско. И мислам дека секој сериозен правник ќе се сложи на овој став дека со закон не смееме и не можеме да персонализираме име и презиме на оној кој што ќе треба да биде шеф на одредена институција. Тоа е недозволимо. Тој кој што власта предложи со име и презиме да му се продолжи мандат, кој што сега се наоѓа таму каде што се наоѓа, во целосно незаконита постапка, надвор од роковите дефинирани со законот кој што тогашната опозиција и тогашната власт го гласаа, законот за специјално јавно обвинителство, постапи така како што постапи, знаејќи дека не може да превземе такви действија надвор од 36.2017 година. Како што се барање за замрзнување на имот, предлог за определување на мерки притвор и така натаму и така натаму. Врз основа на незаконити предлози од специјалниот јавен обвинител господјата Катица Јанева, имаме незаконите одлуки за замрзнување на имотот кој што е во собственост на ВМРО-ДПМН. И тоа е факт. Тој факт го потврди во целост и Врховниот суд на Република Македонија со огромно мнозинство. Мислам дека гласа 17:1 или 17:2, како беше, колега? Сакам да кажам дека ако овој факт е потврден од највисокиот суд во нашата држава, тоа е Врховниот суд, неспорен е фактот дека специјалната јавна обвинителка господјата Катица Јанева го прекршила законот и надвор од незините законски овластувања превзела незаконски действија. Сега, зошто да ја дозавршам мислата? Зошто ВМРО-ДПМН не даде поддршка на предлозите кои што сакаа да ја екскулпираат незаконската работа на специјалната јавна обвинителка, која што, до душа со
едногласна одлука беше разрешена за незаконито, несовесно и нечесно работење. Заради тоа што јасна беше мислата на еден од правните експерти во Република Македонија, неспорен за никого, дека повеќе од јасно и од денешен аспект. Специјалното јавно обвинителство беше оформено со една единствена цел. Да го згасне ВМРО ДПМН. И да ја овозможи на власта не прече на политичка борба со нелегитимни фактори. Ја свативме поентата, да го вклучиме и заменикот министр за правда. Која е главната поента и главната кочница на преговорите во моментов? Па јас малку би се навратил со една-две реченици на овој разговор предходно меѓу колегите тука. Мислам дека малку погрешно почнавме. Прво, со име ја лицитираме, овде се работи за носење на законот за јавно обвинителство. Значи, прво, воопшто не е точна тезата дека власта немала намера да избере нов специјален јавен обвинител, за тој мандат не е точно тоа. Значи, тоа не е дека не биле нашите размислувања. Зошто не отворивте? Зошто не распишавте? Значи, повторно знаете каква е процедурата за да се избере. Пред малку ја спомнавте вие. Четирите партии треба да дадат согласност. Значи нема па почнавте ли? Значи нема априори немаше согласност со ВМРО. Ама не почнавте вие. На 15 истекуваше мандатот. Вие немавте пред една недела. Можеме ние да се расправаме колку сакаме. Не колегата Тортевски, ама он не е учесник на разговорите, он не знае што се зборува таму или што не се зборува таму. Многу ми е драго. Колегата Панче знае. Добро. Што се зборуваше на работните групи. Имаше ли обид? Уште од самиот почеток. Имавте обид. Значи априори немаше никаква можност за разговор за продолжување на мандат, за избор на нов специјален јавен обвинител и слично. Априори. Значи, тука немавме разбирање никакво. Првото прашање, може Панче да потврди, и на лидерската средба беше, првото прашање од страна на опозицијата беше дали сме сите согласни дека СЈО е згаснато. Така ли беше? Тоа беше реченицата. Значи, податамо, вие немате веќе разговор. Ама сте поставиле лошо за прашање. иднината на СЈО, не ние. Ама дали сте Ја велам они што не прашаја нас. И вие се да ви сложите, кажам така? само. Не, така? ние не се сложивме. Не е точно дека се сложивме. Значи, нивната теза е дека СЈО вакво каква што е, не треба да обстане. А вашата теза која е? Во неколку месеци наназад да се вратиме сега, уште пред да се случат овие случки што се ние ги разбравме летоска, ако не се лажам, кога пред се разбрав. рекет сакате да кажем. Пред случајот рекет. Не, нема врска тоа со рекет. Пред да разбереме што се случувало со Катица Јанева и разговорите кои се од февруари месец. Нели видовме на тоа малку што успеавме да видиме по снимките по порталите. Ние размислувавме за продолжување со оглед дека законот вели важи 5 години, значи уште една година има за СЈО, да добиеме на комотна ситуација, да не брзаме со еден закон за јавно обвинителство, секако според стратегијата за реформи во правосудството, требаше да го инкорпорираме тоа СЈО во редовното обвинителство. Тоа е дел и од стратегијата. Добро, и со случувањата Со случувањата, со првите разговори на работните групи, очигледно немаше никаква можност за понатамошни разговори во таа насока. Тоа ни беше укажано во сите разговори, дури пратениците од ВМРО јавно го кажуваја, треба согласност за сите 4 пратенички. Добро. Зашто се преговара сега? Зашто тогаш? Сега се разговара за чисто за законот за јавно обвинителство, со тоа што се разговара по текстот што владата го достави во собранието. Дел модифициравме веќе. 10 амандмани се повеќе се технички. Се усвоени на седницата на Комисијата за европски прашања. Тоа се амандманите во делот на буџетот, најповеќе, и одговорноста на обвинителите. Каде е проблемот? Проблемот е, всушност, сега, во делот на како да се инкорпорира јавното обвинителство. Тоа беше проблем до 15 септември сега, до пред неколку дена, со оглед дека мандатот им заврши на помошниците. Еве слушаме денеска дека веќе државниот обвинител ги распоредил по предметите и ги оставил истите. Сакам да кажам, стануваат ли веќе безпредметни преговорите? Во тој дел останува безпредметно, затоа што сите помошници се враќаат во матичните обвинителства од каде што дошле, а сега републичкиот обвинител одлучува
кој ќе ја води постапката за предметите што се во судска постапка, зборуваме, не што се во предистрага и истрага. Добро, ако е тоа завршена работа, Тошковски, тогаш зошто сега не би се договориле лесно и брзо? Не ја гледам причината стварно. Или имате замерка на тоа? Драго ми е што морам да бидам искрен и да го пофалам преговарачкиот тим на СДСМ на почетокот од кога отпочнавме со преговорите, значи тоа е пред 2-3 месеци отприлика, каде што покажа разбирање на предлозите на опозицијата, особено во делот на буџетирањето, на јавното обвинителство и во делот на одговорноста која што обвинителите мора да ја имаат согласно закон, за да би можеле да кажеме дека секој треба да одговори за она кое што го сторува во рамки на своето наработење. И тука не би штедел збориве да речам да власта го прифати предлогот на опозицијата да имаме независен буџет на целокупното јавно обвинителство. Тоа беше така. Но тоа беше по предлог на опозицијата. Констатацијата, односно дали било прашањето СЈО е мртво на сега ве носам на последните разговори, да, беше така поставено, но беше заедничка констатација дека ова специјално јавно обвинителство како такво повеќе не може да постои. Тоа беше заедничка констатација и тука мора да се сложиме дека беше така. Не беше прашање па не одговорено и така натаму. Констатиравме сите 10 души таму дека ова специјално јавно обвинителство такво какво што е не може да продолжи да функционира. Добро, благодарам. Што понатаму сега, бидејќи остануваат предметите, ќе продолжат или нема да продолжат? Треба ли да се гони криминалот или не треба да се гони криминалот? Тоа е многу едноставно прашање. Јас не гледам зошто во оваа држава со години ние се прашуваме дали треба да се гони криминалот. Криминалот мора да се гони, секој криминал. Секако. Зошто го кажав ово што го кажав претходно? Ставот на опозицијата од почеток на преговорите па до сега е принципиелен и е ист. Ние го немаме сменато. И тогаш велевме дека специјалната јавна обвинителка не може и не смее по сила на закон да продолжи да раководи со институцијата. И сега го велиме истото. За среќа, сега власта се здраворазумско постапува и ни го прифати нашето мислење дека не може таа обвинителка да продолжи по сила на закон да постапува. Да, но тоа е веќе адакта, постојано се враќате на истото, тоа е веќе ставено на страна и тоа е завршена работа. Кој е конкретниот предлог сега на опозицијата од кога власта го каже она кое што го каже и мислам дека сите ќе се сложиме дека е разумен, а тоа е следното. Предлагаме избор на јавен обвинител на кој што ќе раководи со специјалното јавно обвинителство по предлог, односно со обвинителството за организиран криминал и корупција, по предлог на опозицијата, кој што ќе биде во целост прифатлив и за власт. Доколку на прва не се избере, истата постапка ја повторуваме и по втор пат. Доколку и по втор пат не успееме да најдеме по предлог на опозицијата мнозинството во собранието на Република Македонија избере обвинител, тоаш заеднички предлагаме наш обвинител на предлог на опозиција усогласен со власта, кој што согласно устав и закон Советот на јавни обвинители ќе го одбере на позицијата шеф на ова обвинителство кое што треба да се бори со организиран криминал и висока корупција. И ова мислам дека е повеќе од разумен предлог. Арифи за предлогот на ВМРО-ДПМН? Јас мислам дека пред да има правна катарза во државата, безпредметно е дури да се разговара за таков предлог како што доаѓа од опозицијата. Заради причини кои што и веќе ги спомнав претходно. Значи не може да се преговара и да се бара да се предлага обвинител од страна на лица кои што се обвинети. И кои што се осомничени или во некоја постапка. Осомничени кои што од партија која што не се дистанцирала од целиот тој криминал. Од партија каде што почесниот председател е во бегство. Од партија... Да бе подсетам дека едно од ветувањата на СДСМ во кампањата пред 2016 беше дека ќе се избира обвинител на барање на опозицијата, односно на предлог на опозицијата. И сега тие како партија треба да се снајдат со тој предлог што претходно можеби го кажале, не знам како го кажале, меѓутоа во ваква една ситуација во која што владењето на правото уште не е во тоа ниво каде што треба да биде, каде што носењето на казнено-правна одговорност уште не е реалност, бидејќи како што гледаме, значи сите лица кои што беа обвинети од СЈО
не ја носат, значи не ја носат одговорноста за која што беа обвинети. Едниот е во бегство, друго е да го донесе владењето на правото во Република Македонија. Од кого? Вие од кого очекувате да го донесе? Па секако дека судовите имате ефективна судска казна од каде што имате лице кој што ваш почесен председател кој што е во бегство. Судот го пушти да избега? Не знам јас кога го пушти да избега. Знам дека лицето е во бегство, е ваш почесен председател. Судот ли го пушти да избега? А вие сакате да изберете нов обвинител. Разбирате? Ама не, вие цело време не таа може, патаа теза. не може Кој го пушти да избега? Не може лице и партија кој што Не е крив оној што избегал, туку некој што можеби заспал додека овој бегал, да, така? и не може на начин, не може на тој не е начин. крив он, така? Да кажете дека целта зашто беше формирано СЈО беше да згасне ВМРО, бидејќи вие сами како партија бевте вклучени во тој процес на преговарање токму за донесување на тој закон. Значи тоа е навистина не знам како да го опишам како изјава дека било целта да се згасне ВМРО, значи ВМРО. Зашто се формираше СЈО? Бидејќи тогашното јавно обвинителство одбиваше да покрене предмети за кои што постоја докази дека се случиле. Тоа беше целта, не да згасне било која партија, оти да беше целта ќе згаснеше до сега. Има и кривична одговорност на правни лица, нели? И од друга страна, значи, јас не се сложувам воопшто со тезата дека ако Катица Јанева била осомничена за криминал, тоа значи дека целата работа на СЈО, на сите други обвинители таму што работеле, треба да се множи со нула. И дека се тоа на што се работеше и од обвинителствата и од судовите во минатиот период, се треба да се множи со нула и наеднаш, значи, сите лица кои што беа осомничени, обвинети, па дури осудени, сега стануваат, значи, невини, дури сведоци, дури соработници на правдата и така натаму. Што ќе правиме со 20.000 луѓе кои што беа прислушувани? Што ќе правиме со сите тие бомби што ги слушнавме? Ќе ги множиме со нула, бидејќи Катица била во притвор? Сега веќе тезата не е што се случува со СЈО, туку што правиме со овие предмети кои што ги слушнавме сите во бомбите и кој е вашиот став во однос на тие предмети, не во однос на Катица, не во однос на другите работи. Дали тие предмети треба да завршат до крај или не? Ова е прашањето. Нема други прашања. Тортевски да се надоврзе, па Јас мислам дека и оваа состојба ги покажува на виделина однесувањата и навиките на двете најголеми партии. Мислам дека СДС не знаеа и владеачката гарнитура дека постои во законот за СЈО член 5 став 6. Беа у паника дека, се договориле наштој дека СЈО е... За гледачите да објасниме што е член 5 Член 5 став 6 во законот за специјалното јавно обвинителство му дава можност на специјалниот јавен обвинител предмети од негова надлежност да ги предаде на работа на државниот обвинител, што сега се случи. Јас ова... Добро, член 6 став 5. Значи, не знаеа, беа во паника. Не, знаевте, затоа седнавте да договарате, па да им нудите јавен обвинител вака да разговарате за нешто што сега го направите без разговор. Значи, по мое, не знаеа, не го видоа тој член и беа во паника во преговорите и, значи, а беше неколку пати кажано дека може обвинителите да поминат во јавното обвинителство, криминалот дека не застарува, криминалот не може да се избрише, дури во крајна линија. Значи, јавниот обвинител по допрен глас може да иде да ги земе предметите дека таму има докази за сторен криминал и да ги процесуира. Дури за оние истраги кои што се почнати после рокот кој што беше забележан во законот. Значи, моje мислење, заради да нема недоумици, сега адхок решенијата носат и проблематични законски решенија, за да нема недоумици, јас да сум на место на државниот обвинител, одредени действија за кои што имаат забелешки, да сум одбрана веројатно дека и јас би имал забелешка, дека се почнати после рокот би ги повторил. И тогаш за тоа нема правна пречка никаква. Апсолутно нема никаква правна пречка. Што има проблем, значи да се санираат тие евентуални пропусти да видиме. Меѓутоа, зборот ми беше, СДСМ и владеачката гарнитура се фатија во небрано, не знаеа дека може да ги пренесат предметите таму и почнаа да преговараат
да доаѓаат до разговори, ајде сега ќе направиме и специјално јавно обвинителство, субспецијално јавно обвинителство за висока корупција, што ќе ги го гони криминалот на високите функционери, ама од денеска натака. Добро, да го прашаме Ристовски, кога бевте запознаени со тој член од законот дека можете да ги префрлите предметите? Знаевме ние членот од законот. А зошто понудивте формирање? Зошто формиравте? Нема, зошто Оливер еве, зошто понудивте формирање на специјално Ајде цитирајте го членот на законот. Цитирајте го во ставот што вели дека специјалниот јавен обвинител за следење или комуникацијама за полесно, специјалниот може, значи он лично може да ги пренесе надлежноста на предметите на обвинителството. Добро. Мислите дека Катица сакаше да ја пренесе надлежноста? Значи ја натеравте вие со сила. Не, ние не, како ќе ја натераме ние Катица? Како ќе ја натераме Катица? Како да е, ама зошто потпиша тоа? Како кој е у притвор? Како ќе Па како потпиша? Тоа не знам, прашајте неа кој ќе излезе. Ма еве викате дали мислам дека она сакала, значи еве потпиша. Ќе направила тоа ако сакала. Ама зошто да не знаела членот? Ама зошто не Ние разговаравте? сите го знаевме членот. Зошто не разговаравте? Со кого да разговараме? Па значи вие ставивте во притвор за да ви ги пренесе предметите. Па како да? Ајде сега, ајде објасни ми. Ама сега објасни ми, претходно нечела, сега сака. Види, овие инсинуации. Еве сега, ама вие го велите тоа. Ама Катица на што ние сега, нека ме извини, што и го спомнувам името, што ние да разговараме. Што имаме да разговараме ние? Тоа е нејзино право, Прашањето ако може подобро да го поставам. Доколку се знаеше дека на 15 септември истекува рокот, односно мандатот на специјалниот јавен обвинител, уште пред случувањата кои што беа за рекет, зашто претходно не се разговараше на таа тема? Со кого да се разговараше, мислите? Па, значи тоа е нејзина волја дали ќе ги префрли предметите или не? Они до последен момент ги тераја, ние разбравме за рекет во мај или јуни, како беше? Пред летните одмори се разбира за рекет. Значи, одеднаш сега она засака да ги даде предметите и премиерот разговара со незиниот адвокат за подобрување на незината положение. Не, вие сте дел од извршната власт. Јас не разговарам ни со адвокатот, министер, само да ве прашам. Ништо. Вие имате шеф, министер за правда. Вие сте незин заменик. Зошто не укажете дека премиерот не смее да разговара со адвокатот на обвинет за подобрување на неговиот статус? Премиерот јавно разговарал премиерот. Не, јавно го кажа за подобрување на статусот. Не. Значи премиерот јавно го кажа дека разговарал со адвокатот значи, на Катица. Значи да не го повторуваме Милошовски кој го критикувавте до сега. Он изнесе ја налага. Ама зашто е за критикување? Сега вие втора за значи премиерот на лидерската средба. Рече вака, Панче е тука. Ми се јави. Ми се јави. А он дигна адвокатката, жената на Фрчковски, која е адвокатка на Катица, и рече дека ги префрлила предметите за да може да бара полесна мерка. Па што беше реченица? Одлично. Значи премиерот разговара, се јавува на телефон на адвокатот. Не, премиерот се јавува на сите отворени за сите, знаете. Видовме кај се јавува, нема проблем. Па може да подобар беше Груевски. Одлично. Добро. Ристовски во вакви услови, не довршивме само за преговорите би сакал да повелете ако имате поента. Да, имам само зошто понудија формирање на субспецијално јавно обвинителство за гонење на висока корупција на постоечки функционери со мандат од денес па натака. Мислите она во рамки на обвинителството за организиран или посебното? Не, во рамки на организиран криминал, тоа беше последниот предлог кој беше тој беше ваш предлог? Да, наш предлог. Искажан на последната работна средба меѓу нас и на лидерската средба. Уште еднаш се разговараше за тоа. Зошто? Еве ќе ви кажам и ќе одговорам на предлогот веднаш што го кажа колегата Панче. Значи, предлогот на опозицијата е избор на нов обвинител за организиран криминал по предлог на опозицијата, условите ги кажа да не ги повторуваме, добро. Што значи да веднаш со донесувањето на овој закон му престане мандатот на сегашниот обвинител кој има мандат од 4 години. Зборуваме за Русковска. Да не спомнуваме, веќе спомнеме имија. Значи, Вилма Русковска е шеф на обвинителството за организиран криминал, избрана пред 10 месеци со мандат од 4 години. Принципелен став е наш, дека не треба со закон да прекратиме мандат на лице кое е избрано од Советот, во конкретниот случај, од Советот на јавни обвинители, насилно да го прекратиме без никаков повод. Значи, нема причина за прекинувањето на мандатот.
Нека заврши мандатот, да, тоа беа разговорите. Ние рековме да се остави Вилма да си го доработи својот мандат. За следниот мандат можеме да разговараме. Ќе створиме една погрешна работа многу со законот. Како ќе разговарате? Во закон има совет за јавни обвинители кој што бира тоа беше јавен нашиот обвинител. предлог. Многу убаво кажавме, еве Панче е тука. Сведок. Не може Значи, партиите ние да рековме, бираат јавен обвинител. Ве молам. Си има совет за јавни обвинители, Така. од листингот на тие што ќе се пријават, нека избере советот за јавни обвинители. Така ли беше разговорот? Така, не се согласуваше опозицијата со тој предлог. Тошковски, тоа беше проблемот. Значи, нивното е сега и веднаш да престане мандатот на Вилма. Ај вака, едно професорке, вака довасно прашање. Да. Ако реши владата Министерство за животна средина и просторно планирање да го спои во надлежности со Министерство за транспорт и врски. Да, ма тоа се И со закон, тоа е друго. колега, Не е и со закон создаде нов орган. Може во законот да пише дека министер на ново министерство ќе биде министерот за животна средина или па министерот за транспорт. Ама вие не правите една битна разлика. Значи може. Не, јавното Ама не, да се обвинителство дискажам, е извинете, орган на професор, ја вас не ве правосудството. прекинувам. Има совет за јавни обвинители за таа кога работа. власта ќе предложи со закон да шефот на организиран криминал и корупција на постоечкото основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција остане по сила на закон шеф и на ова ново обвинителство со како зголемени надлежности, тоа е окей за вас. А кога опозицијата ќе рече дајте на овој нов орган да предложиме нов обвинител, тоа не е вред, така? Чекајте сега, не ги мешате работите. Значи, зборуваме за префрлање на случаите во редовното јавно обвинителство. Во редовното јавно обвинителство кое што постои според закон, функционира според закон и чии што значи јавен обвинител се избира според закон и од страна на совет за јавни обвинители. Значи ова е законот. Дайте да не комплицираме луѓето да не разберат. Ова не комплицирам јас. Имаме нов орган, тој орган треба да добие нов шеф. Не може екс-официо една институција да си продолжи по сила на закон. Па кога го имало? Само комунизам ќе упадна со едно прашање. Ако на овој начин се поставуваат работите Тошковски, дали ова значи дека политиката ги одредува сите на тамошни действија и кариерите на професионалците, без разлика во која фела станува збор? И претhodно само да завршам, значи не може Граѓаните на Република Македонија нема доверба во правосудниот систем во Република Македонија. Зошто? И немојте да мислите дека ова кое што го говорам, јас го говорам само за последниве 2 години. Нема доверба во правосудниот систем за подолг временски период, можеби од 91 па наваке. За тоа се виновни и политичарите, и правосудниот, и фелата во рамки на правосудниот систем, како адвокати, суди, обвинители и така натаму. Која е нашата цел? Да го оставиме да биде така како што е? Или треба да го подобриме? Која беше целта на новата влада? Да направи реформи? Да не увери нас како опозиција и граѓаните дека живееме во една демократска држава, која што е на тло на Европа? Таја беше целта? Или целта беше да не врати 280 години наназад? Значи, принципиелни сме во нашиот став, континуирано од почеток на трајање преговорите па до сега. Принципиелни сме. Цело време го бараме истото. Принципиелно еве ако ги поставиме работите, зошто ви пречи Вилма Русковска да го води обвинителството? Воопшто не ни пречи Вилма Русковска да го води обвинителството кое што ќе биде ново формирано обвинителство. Нека биде предлог на опозицијата, нека го води. Зошто да не го води? Ако е предлог на опозиција, нека го води. Зошто да не го води? Видете, не беше ветување на опозицијата, односно на сегашната опозиција, она кое што го кажавте вие, беше ветување на власт. Сегашната власт. Едно од основните реформаторски чекори кои што ќе требаше да се превземат е да се избира шеф на републичко јавно обвинителство пред опозиција. На тоа беше дека вие го кажавте тоа, така беше. Така е, да. Власта нели треба да ги исполни ветувањето кои што ги дава. Дека правдата не настапи во Македонија, ниту во изминативе 3 години, за кои што време требаше да се случи. Видовме правда со наредба за личен претрес на обвинител кој што се терети дека сторил кривично дело како што сторил. Па на 16 сега во притвор колку што знаеме. Морам да ве потсетам, на 16 кога беа притворени господинот Бојан Јовански, 16 јули, и господинот Зоран Милевски.
и морам да го критикувам начинот на кој што истите беа доведени во судот. Тоа не личеше на ништо. На што личеше тоа со лисици да ги носат луѓето? Зошто така не реагиравте за јустиција? И за претходно реагирав исто. И за јас лично. Вие Ама господине Торневски се. Вие ВМРО ДПМН за јустиција реагиравте кога суди ги апсеа Сабајле, а заврши со ослободителни пресуди. Вие реагиравте Кежаровски пред децата кога го апсеа. И тоа не беше во ред. Реагиравте? И тоа не беше во ред. Јас лично сум реагирал како адвокат. Каде? Дома со кафе. Дома уз кафе. Ама господине Торневски се. Дома уз кафе. Задржете во нивото. Ама не, ама сега можете предогледал. Ама нигде не сме ве виделе во оние 11 години. Дозволете ми да се дискажам, ја дозволете. Тошковски, да, имате доволно време, мислам дека користите поголем дел од времето да ја дадеме можност сега и на Арифи, па ќе се вратиме. Ако немале, не гледам дека сте баш еден доктрин, бидејќи има удари на другата страна. Ако немале граѓаните доверба во институциите, во Советот за јавни обвинители, во обвинителството, јавно обвинителство, немале доверба, па ќе имат во партиите кои што ќе предлагаат јавни обвинители. Тоа ли е тезата? Дека не им веруваат на институциите, ќе им веруваат на партиите да предлагаат сега јавни обвинители, така? Значи, каква е таа теза? Тогаш зошто воопшто постојат институциите? Зошто тогаш имаме Совет за јавни обвинители? Зошто тогаш, значи, тој Совет на јавни обвинители, чекајте сега да се доискажам и јас, нели? Цела вечер зборувате. И сега, значи, зошто тогаш воопшто имаме Совет за јавни обвинители? Совет на јавен обвинител избрал јавен обвинител за организиран криминал. Што го води тоа обвинителство. И сега вие како партија треба да предлагате нов. Така? И овие треба да се сложат и треба да има преговори за оваа работа за која што постои закон, законот може да се измени и така натаму, меѓутоа не може да се преговара на тој начин да се наметнува јавен обвинител кога постои орган што тоа го бира. Не е тоа работа на партиите. Може тука да го прашам Ристовски, зошто не се согласивте со тој предлог на ВМРО ДПМН, да ве вратам на преговорите малку? Ви објаснив пред малку. Значи, тој предлог вели веднаш да престане мандат на обвинител кој е избран од Совет на јавни обвинители на 4 годишен мандат. А спротивно ќе беше прифатлив предлогот доколку предлогот е Вилма Русковска? Не, независно од името. Независно од името. Значи, предлогот нема да биде Вилма Русковска, веднаш ви кажувам да бидеме тука на чисто, сите од нивна страна, тоа сигурно нема да биде, меѓутоа не можеме да го прекинеме мандатот. Нашиот предлог на закон е во собрание, тамо пишува ги бира Советот на јавни обвинители. Значи ние токму таа теза што ја кажа професорката сега. Појдов. Добро, а зошто го предложивте предлогот за формирање на ново обвинителство кое ќе ги гони криминалите на власта? Значи се инсистираше во преговорите да на предлог на опозицијата се бира обвинител. Тогаш дојде предлог од наша страна, добро, да формираме оделение во рамките на организиран криминал, како што веќе едно оделение и постои такво, со тројца обвинители кои работат надворешен механизам за заштита на правата на граѓаните од злоупотребите од затворската полиција и од полицијата. Такво оделение веќе постои. Да формираме уште едно оделение за висока корупција, која ќе гони власта. Власта сме моментално ние. Не е ова една ситуација, секоја партија да си поставува свој обвинител некако? Не е поставен ни еден обвинител од партијата. Не е поставен, меѓутоа предлогот... Партија не е поставен. Не е од партија, меѓутоа на предлог на опозициона или позициона партија. Тортевски, како го толкувате тоа? Јас како граѓанин апсолутно немам доверба дека партија, значи конкретно сега во случајот ВМРО ДПМН, може да постави коректен предлог за човек кој што на вистина ќе ги избутка процесите и ќе ја донесе правдата во Македонија. Не можам да им верувам од причините што ги наброи професорката. Значи, таа партија не се огради од она што се случуваше за 13 години нивно владење. Се собираат уште во Белата палата, која што никој не може да ме убеди. Колегата нека ми префрла за презумпција на невиност, меѓутоа сите знаеме како може да се стекнат и дали може партија да се стекне со толкави пари. Впрочем, има и предмет таму во СЈО, има и неколку илјади, преку 1000 луѓе кои што се запишани на список дека биле донатори, меѓутоа дошле и кажале дека не дале пари за партијата, дека таа зграда направена со криминал, може да ме тужат, нема никаков проблем, можеме да се расправаме по судови и да докажуваме дали е или не е, баш би сакал тоа
да учествувам во еден таков процес, се собираат од таму и ќе ми давале предлог дека сега треба ќе именувале јавен обвинител кој што ќе бил коректен. Со таков однос, за мене, немаат право да зборуваат за право и за правна држава. Се додека... Но тоа СДСМ го понуди, не го побара ВМРО. Значи, ама они бараат да го именуваат они, да го избираат они. Значи, јас предлог не пишува значи, така. не знам како они се договараат таму, што се пазара. Меѓутоа, за мене е апсолутно неприфатливо. Само за колегата вака, бидејќи гледам, вика дека реагирал, значи, во она време, јас не се сеќам на вистина, може би и да сум испуштил нешто. Значи, имате едно чудо предмети што ги почнавте во ваше време, значи, Змиско око 1 и 2, метастаза, Вранишковски, ликвидација, армиско оружје, јустиција, значи, сите се апсени на тој начин како што вие сега викате. Апсени се са бајле. Еве, јавно велам, тоа не било во ред. Ама не се оградувате од луѓето кои што тоа го направиле. Не барате одговорност, например, за Марко Зврлевски. Милијана Киевски за 4 крупни предмети, за кои што подоцна се водат постапки, во јавното обвинителство под раководство на Марко Зврлевски, за 4 крупни предмети, 11 минути му трае вкупно распитот пред оделението за организиран криминал во јавно обвинителство. За 11 крупни предмети. Вие сте оделе во постапки таму и сте виделе колку време е потребно да му се земат генерали, жене, татко, професија, што е, колку време трае. За 4 крупни предмети кои што подоцна се покажаа дека на вистина се сериозни како настани, што треба да се испитуваат, вкупно распитот му трае 11 минути. И сега, вие не се оградувате од тие функционери, ни правосудни. Ама, колега Трневски, таа пата, не се оградувате, не се оградувате, не се оградувате, не се А да ми оградувате. напишете што да зборам? Ама ворете, мислам Не, добро, ама подгответе ми следниот пат. 45% од она што го велите, не се оградувате, не се оградувате. Добро, не се оградувате, ама не еве се напишете ми Да, сценарија. Естествено, да вие пишете се со тоа. оградувате од Ама Бујар што Османи. сакате? И он е осомничен во рамки на постапки. Колега Трневски, Ма така е. секако Вие кој е знаете, осомничен нека одговара Пошто што. ги знаете сите што се осомничени, кој колку пари земил, кој да ја изјави, многу работи знаете очигледно за СЕО. Јас сакам Се сите оградувате прво Ма сите да се секој кој јас се е Не, оградувам. обвинет- не, лично се оградувате ли? Кажете, сега вие секој. велите, кажете, јас се оградувам од Бујар Османи. Ама јас не сум. Од сотоната. Ама дали сум ја член на ДУИ? Да се оградам јас од Бујар Османи? Па дали сте зашто зборуваме? професорке, Видете ние вака, треба да збориме видете за она вака. кое што се Значи, случува денес секој кој и што она што треба да се осомничен, случи утре. секој кој Нашите што е деца треба да осомничен, ги задржиме тука во чекајте државава. сега. Треба Значи, подобри услови за живот да секој- понудиме. Треба колега Тортевски да даде добар предлог. И јас како опозиција да му кажам Чекајте, браво колега немој Тортевски. сега да бегате Ова е добар од тоа предлог. што го Треба зборувате. власта да прифати предлог на Ме опозиција. прашавте, сега слушајте одговор. Треба да имаме демократски Тошковски, нормални малку услови за оставете и разговор. простор на... Ама ова е Ариф. елементарна култура, нели? Професорке, Треба се да извинувам, чекате само барем еден малце, не збор, само да. да завршам со ова. Значи, секој кој што е осомничен од СИО или од било кој друг обвинител треба да одговара, без разлика кој е, што е и како е. Мене тоа не ми пречи и за никого не би направила никаков исклучок. Проблемот е кај вас, што уште го имате почесен председател, лицето кој што е во бегство. Се извинувам, меѓутоа не ве слушнаме да се оградите од никого. Само кратко, колега, Преносиме колегата Чадев. сега. Значи, она една реченица сега колегата каже и таа го осликува нивното однесување. Значи, пред малку рече, да треба да гледаме она што е сега и што ќе биде утре. Треба од нашата колективна меморија да го заборавиме криминалот што го слушнавме и што го правеа во тие 13 години. Јас апсолутно тврдам дека јавното обвинителство и МВР селективно ја применува и во овој момент спрема некои функционери правдата, не се баш ажурни таму колку што треба, меѓутоа, значи еве, специјален јавен обвинител го затворија, значи не викам дека е совршено, меѓутоа, они бараат да се Далеку е од избрише. совршено ако Да. специјалниот јавен обвинител Не, е во притвор апсолутно, за рекет. тоа го покажува целиот наш ментален склоп. Па не се сликав јас со Боки 13-ка, они му дадоа Да, легитимитет. но работевте извесен период кај Катиценава. Да, бев советник до 2017 Нејзин година, советник бевте? јули месец, да. До 2017 година, јули месец. Не увидовте нешто апсолутно. недоволно добро Значи, во работењето кое што би можело да биде во едно знаете, интервју кога кажавте работите, дека видете, тоа е строго сте хиерархиски. пријавиле обид за мито. Да.
Да, ми беа понудени 50.000 евра и веднаш ги вратив и пријавив и има писмен документ и еве сега користам можноста да ми се издаде тој документ независно кој ќе Каде го го води. пријавивте тоа? Во СЕО. Во СЕО, па не можев. Зашто го пријавите во МВР, можеби во... Требаше да го пријавувам кај Чавков, ми се чини тогаш и можев да завршам во затвор, веројатно или кај Марко Зврлевски. А за кој предмет станува збор? Може ли? Сега не можам веќе поединести, тоа ќе излезам надвор од дозволеното. Дали тој предмет после го водеше СЕО? Не се отвори воопшто. Не се отвори воопшто? Не А се имаше отвори. сериозни индиции во тој предмет? Па, Според вашите сознанија? Па најдобро знаеле обвинетите кои ми понудиле пари. Дека тие најдобро знаеле што направиле. Меѓутоа, значи постои писмен документ, впрочем и еве барам да се извади и да се објави на јавност. Ке навредува оваа сума од 50.000 евра апропо овие цифри сега што ги слушам? Па мене лично не ме мислам, не, Добро, малку да се пошегуваме добро, вако добро. нема. Меѓутоа зборот ми е, значи да довршам. Значи политичка одговорност секако дека имаат сите кои што се слика и му дава легитимитет на Боки Тренерска. Океј, може да прифатиме дека не знаеле. Меѓутоа знаеле една работа. Сите до еден. Дека беше соблокирани жиросметки, прифатија дека може такво лице одеднаш да дојде до телевизија, одеднаш да се расфрла со милиони и луѓе задолжени кои име тоа работа, да го испитуваат потеклото на имотот, трансакции, пари, како можеа да не се запрашаат од каде сега соблокирана жиросметка не е собственик на телевизијата, јасно и тие прифаќаат дека е неформален, а татко му е формален, бидејќи татко му е без, значи нема блокади, а он има блокади и сите се сликаат со него. Простете, меѓутоа тоа е, значи, проблем на ова општество, тоа е причина за паѓање на цела влада и секој функционер што го примал и што се сликал со него и што допринел за да дојде до оваа афера, има одговорност. Политичка. А ако земал некој париче, подароци... Не се го примал така да... Добро. Значи, ако примал подароци од него, од лице кое што само неколку месеци претходно сите знаевме дека има огромни долгови, и сега одеднаш, тоа го покажува менталниот склоп на нашите политичари, дека они сметаат дека може одеднаш некој преку ноќ да се збогати со милиони. И они се дружат со него, примаат скапи подароци. Добро, тоа не проценлива штетата што е направена веројатно на целиот правен систем. Повторно е прашањето сега како понатаму. Претпоставувам дека и во СДСМ сте анализирале за тоа колкава штета е направи случајот Рекет врз партијата и врз владата, или не мислите дека е така? Па не, прво случајот Рекет е штета врз државата и на сите граѓани, со оглед дека сега ќе видиме што ќе испадне во понатамошната постапка, меѓутоа вмешан е првиот човек на специјалното јавно обвинителство и тоа говори се, нели? Тоа е обвинителството во кое сите ние години наназад, овие 3-4 години имавме огромна верба дека се врати правната држава. Секако дека штета трпиме сите од сето тоа. Ние ќе продолжиме со работата на законот. Во секој случај, мислам, контурите се сега јасни, сега немаме спор околу она што барем за нас беше најважно. Тоа е да си продолжат предметите да си течат пред судовите и да ги превземе во конкретниот случај републичкиот јавен обвинител и да ги дистрибуира на обвинителствата, најверојатно на обвинителство за организиран криминал со оглед на делата кои се за сите оние што се во предистрага и во истрага. Тоа беше најважно. Навестувате ли дека е можно и да нема договор и дека тоа не е страшно? Не е Договор страшно со опозицијата. Не е страшно воопшто, мислам дека Освен во делот на она што Европа неформално го бара, ми се чини во овој. Видете, Европа го бара законот. Не дека не го бара да донесеме закон, но не по секоја цена закон или не неквалитетен закон. Немаме причина сега никаква посебна да нешто многу брзаме за да го донесеме овој закон. Не има закон, значи закон за јавно обвинителство постои. Тоа јавно обвинителство функционира, мислам, државното јавно функционира со години по истиот закон. Статусот на предметите и судбината на предметите е решен, сега е статусот на обвинителите, помошниците што беа решен,
Значи донесени се одлуки, колку што разбрав од Советот за јавни обвинители, се враќаат во матичните, за некои предмети се донесени одлуки и кој ќе постапува по тие предмети. Мислам дека тука главната пречка на главниот сомнеж дека нешто ние разговараме за заштита на криминалот и слично паѓа во вода, значи предметите ќе си одат пред судовите и ќе си течат редовно. Тошковски, во однос на тоа што сега може да следува. Драго ми е што колегата потврди дека никој од нас не разговара во однос на гаснење на било какви предмети кои што биле работени од страна на специјалното јавно обвинителство. И еве за да повторам она кое што е повторено од милион луѓе досега членови на ВМРО-ДПМН е дека секој оној кој што се огрешил пред законот и се пострамотил пред граѓаните на Република Македонија треба да одговори и треба да ги сноси последиците од неговите действија кои што биле спротивни на закон. И не само декларативно, туку и суштински. Сега сите некако денеска како да го пропуштивме фактот дека се што е преземено ко действие од страна на сегашниот јавен обвинител на Република Македонија е превземено врз основа на некоја си писмена изјава, согласност, декларација, писмо, на компјутер ли било куцано, на рака ли било, подпис имало или немало или не знам што, од страна на екс-специјалната јавна обвинителка господјата Катица Јанева. Кој гарантира дека тоа писмено го подпишало она? Кој? Некој службеник во затворот? Нотар влезе го верификуваше? Кој е тој што гарантира дека токму специјалната јавна обвинителка екс господјата Катица Јанева е она која што... Мислите дека може би не е таа подпишана на писмото или дека или сакате да го доведете до апсурд писмото? Само дозволете ми барем една третина од времето кој што ги има колегите мои. Не ви следува една третина. Реков 3:1 сме така да... Тоа би било право. Така го доживувате. Што сакам да кажам? И тоа е почетен елементот кај што тргаме за понатака да велиме се предаваат предмети, се превземаат, се распределуваат обвинители така натаму. Да не испадне после дека ВМРО-ДПМН не го кажало. Самата адвокатка на господјата Катица Јанева, на која што јас немам зошто да не ја поклонам верба, кажа дека господјата Катица Јанева е во многу тешка физичка и психичка состојба во притворското оделение во затвор Скопје, така да истата барала да излезе надвор од, односно да оди во куќен притвор, нормално, легитимно барање од страна на адвокатот. И денеска, како што кажа, ќе поднесе барање, предпоставувам и поднела. Што ќе се случи утре други ден ако господјата екс-специјален јавен обвинител, господјата Катица Јанева, каже дека јас не се сеќавам дека такво нешто сум подпишал. А при тоа имам, видете колега, ова е многу сериозно прашање. Од ова прашање произлегува легитимитетот на сите останати постапки кои што вие кажавте дека немало потреба со закон да се дефинираат, можело обвинителството туку така да си ги превземе, а пак јавниот обвинител пред 2 месеци самиот на телевизија кажа дека не можел туку така да ги земе предметите. Иначе член 5 став 6, односно член 6 став 5 од Законот за специјално јавно обвинителство е член врз основа на кој што се превземаа предметите. Тоа што го вели членот го каже убаво колегата како вели членот. Сега, што не каже колегата? Тој член е во рамки на глава на автономија на постапување на специјалното јавно обвинителство. Ова го убаво ја елаборираа правни експерти во Република Македонија. Исклучок е да специјалната јавна обвинителка екс предаде предмет со нејзина согласност на јавниот обвинител. Духот на законот не го вели тоа. Тој исклучок не е правилно. Сега без закон, без никаква законска основа, на исклучока не направило, некој очигледно координиран, не знам од кого ќе покаже времето, постапи така како што постапи. А при тоа не постапи согласно одредби од Законот за јавно обвинителство. Член 60 од Законот за јавно обвинителство убаво дефинира во став 1 вели: ако обвинител биде притворен, тој се оддалечува од вршење на функција. Да, став 3 вели обвинителот може да донесе решение со кое што ќе го суспендира, јавниот обвинител на РМ може да донесе решение со кое што ќе го суспендира обвинителот кој што е во притвор. Такво решение немаме. Да, немаме.
Добро. Ама обвинителот бил Благодарам. должен да го донесе. Сега, само да завршам мислата. Значи, немаме решение за суспензија, обвинителот требало да биде оддалечен од функција, а при тоа обвинителот од притвор, значи притворен обвинител, се издава наредба писмена или ваква или таква согласност, не знам што се издава, и врз основа на таква наредба постапува јавниот обвинител на Република Македонија или согласност и се предаваат предмети, се взимаат докази. А како велите вие, се презумпција работи на невиност? понатака и видете. Во ред, Пресумпција на оставам невиност, простор да пресумпција продолжиме на- веднаш после рекламите. Од 24 отворено со Арифи, Тортевски, Тошковски и Ристевски дебатираме повеќе од 1 час на тема јавно обвинителство, што понатаму се разбира и предметите на СЈО. Завршивме при тезата на Тошковски во однос на тоа дали Катица Јанева подпишала или не подпишала писмо во затворот. Што сакавте да кажете со тоа? Само накусо ќе ве молам, Најкратко што може. најкратко што може. Тезата на делот правната фела е дека господјата екс-специјален јавен обвинител Катица Јанева имала слободно право внатре да се подпишува што сака и тоа во одредена процедура да се проследи таму кај што се проследува. Што ќе правиме, еве, општо прашање до сите тројца мои колеги, ако господјата Катица Јанева во притворското оделение издала предлог за обезбедување на мерка притвор за господјата Вилма Русковска, да кажеме. Има куларски благодарам. муабети Сега дека во веќе ја рамки... свативме тезата. Во ред. Тоа е. Повелете Арифи Патротевски. Од целото образложение што јас го слушнавме и пред паузата и сега, јас не можам а да не помислам како се сведуваме секогаш на иста точка. Се нешто ни фали, се нешто се сомневаме дека сега еве писмото не било окей, дека постапката не било спроведена во ред, дека нешто пак има некоја правна пречка според која не би можело тие предмети да преминат и во редовните јавни обвинителства и редовно да се течат у постапка. Значи, ова е тоа што се прави кога се бараат начини да се избегнува правдата. Да се барат причини да се избегнува правдата и да се најдат начини за тоа. Ако се сака нешто да се достигне, се бара начин како тоа да се достигне. А начини има во нашите закони. Има и во Законот за јавно обвинителство, си имаме ние институции, не гонат прв пат криминал, гонели и претходно криминал, и ке гонат и понатаму, значи постојат државни институции кои што гонат криминал. Сега, прашањето е, како што реков и порано и сега, дали ВМРО ДПМН и дали и други се заинтересирани овие предмети да се значи да завршат до крај со ефективни казни. Оти знаете, времето поминува. Ете денес читавме дека во случајот траекторија полека доаѓаме до застарување. Тоа ли е целта? Преку правни лавиринти и преку вакви значи аргументирања де имало право, де сомнежи за тоа, има постапка како се подпишува писмо у притвор. Видете дали е постапката во ред и така натаму, значи има начин како тоа брзо да се утврди. Нема да дебатираме сега ние со години дали можеле, дали не можеле предметите да се префрлат. Можат и секако дека редовните јавни обвинителства имаат надлежност тие предмети да ги гонат и секако дека редовните судови имаат надлежност за тие предмети да судат и да донесат ефективни казни. Што правиме со казните кои што се веќе ефективни, а не се издржуваат заради тоа што некои се во бегство. Тоа е работата. Дали сакаме да има одговорност или нечеме. Ако нечеме, тогаш ќе најдеме вакви лавиринти, не било писмото добро подпишано, не бил убав ракописот тој ден, не знам што. Тоа е работата. Значи или сакаме или не сакаме, а се повеќе изгледа дека стварно многу луѓе се заинтересирани овие предмети никогаш да не дојдат до ефективни казни. Тоа е проблемот. Тортовски. Колегата како адвокат треба да знае како изгледа процедурата кога одреден притвореник сака да даде некаква правно релевантна изјава. Имате две форми. Едната е пред управата да напише таква изјава, управата го легитимира и го потврдува неговиот идентитет и управата подосна го испраќа тој документ, тоа напишано, значи
писмо, наредба, во зависно што е, може да е плата, може за вработени, го испраќа до судијата на претходна постапка, кој што утврдува дали е тоа или судечки, зависи во која фаза е судењето, во случајот кај судија на претходна постапка, кој што утврдува дали е тоа направено во согласност со законот. Јас не сум го видел, не знам поединости, меѓутоа, ако не е направено така, јас комплетно го поддржувам колегата дека тука ќе имаме проблем. Меѓутоа, еве, например, што ќе се случише, еве, го насетувам колегата каде оди, во која насока сега Катица била во тешка положба, здравствена, па, значи, утре, веројатно... Не, во ред, сосема, колега, како адвокат, сосема легитимно право, како представник на партија ми е малку симптоматично што би било, она, знаете, кога плачеле луѓето, ќе паднела секирата, па ќе губиела Стојана, знаете, нешто имаше така еден. Значи, шта, ако падне... Јас сум еден човек, колега, не ме гледате за двајца ви име, едниот ВМРО на му Уќоша, на другиот адвокатот вам удоволс. Океј, значи, зборот ми е како да нафрлате дека сега ќе ја проблематизирате и деловната способност на Катица Јанева. И што би предложиле ако, например, се утврди... Адвокатката не изина го каже тоа. Добро, во ред. Што би предложиле со тие предмети? Дали тие предмети ќе исчезнат од нашата меморија? Што би бил вашиот предлог како партија? Апсолутно не. Добро, кој е решението? Апсолутно нема да исчезнат. Ама кој е решението? Еве, кажете ми кој ви е решението? Ќе ми дозволите? Да, ја не сум газда на емисија. Значи, кој ви е решението? Да расчистим една работа. Секогаш во една нормална држава треба сите кои што сториле криминал, професор, ќе се сложите за ово со мене, да одговараат. Ама исто така ќе се сложите дека неправото никогаш не може да не доведе до правда. Така е? Сега, ако е така, вие ќе се сложите со фактот дека господјата екс-јавен обвинител специјален, Катица Јанева, можела да побара притвор на господјата Вилма Русковска? Во тој момент? Ама не зборуваме за тоа. Можела или не можела да побара? Ама не бегате од темата. Не бегам од темата, да прашувам се. Дали можела или не можела да побара? Не може. А можела да даде овластување за господинот јавен обвинител да ги превземе предметите. Може да ги превземе и така и така предмети. Може да нафрли погрешна представа. Добро, не може. Ајде, толкување, нека објасни Ристовски, па ќе... Да објасниме како е законски и како е со правилниците. Значи, ако притвореникот, како што каже колегата Тортевски, сака да напише писмо, може сака да се пожали на условите и до Хелсиншки да го испративе. Најосновна работа писмото. То мора да оди преку управата и преку судијата на претходна или судечкиот судија. Зависи. Меѓутоа, ако треба да и се однесе нешто, да потпише што е веќе готово, тогаш прво оди преку судијата на одобрување. Ако не одобри судијата, не може да дојде воопшто во управата за да влезе во затворот, односно во притворот. Така да акт за обвинителен акт за притварање, решенија, треба да одат преку судечкиот судија или судијата на претходна ставка. Невозможно е додека она во притвор. За неја зборуваме конкретно, дека е во притвор. Овде постапката е целосно запазена. Значи, казнено-поправните домови и установи се под Министерството за правда, знаете, под управата за извршување санкции. Процедурата е во целост запазена. Писмото е испратено од неа својрачно до управата, управата го проследува со свое писмо до судијата на претходна постапка, а тој откако го одобрува, го проследува со писмо до институциите, тоа било... Вие тврдите дека е својрачно, извинете, колега? Вие ли тврдите дека е својрачно? Да, јас ви кажувам сигурно дека е својрачно. И по јавност излегува информација дека она само го потпишала, некој друг дека го напишал. Значи, во јавноста излегува лаги. Не излегува информација, информација е друга. Од лаги. Како што излегува многу лаги од кујните. Ама вие тврдите дека она го напишала. А знаете, значи сте го видели. Ние сме Министерство за правда, ви реков, тие се под наша надлежност. Не, јас не сум го видел. Не сум го видел. Нас ни е потврдено од управата дека е тоа лично на рака пишувано, доставено до управата и целата процедура како што треба по закон е запазена. Во целост. Ги има пропратните писма, тие се дел од целата документација. Губиме енергија за нешто што постои материјален доказ. Сигурно. Значи,
Утре колегите што бранат сосема легитимно треба да го постават тоа прашање, треба да им се Достави на предочи, увид. да им се достави на увид. Меѓутоа, и да е пишувано на компјутер, по мене не е никаков проблем ако дојде Катица и бара пред управата да даде изјава. И управата е должна да ја состави на хартија таа изјава, она да ја потпише. Дури имаме ситуации кога се вика нотар со дозвола на судијата за претходна постапка или судишкиот судија, ако е нешто итно, да дојде нотарот да состави акт во казнено-поправната установа и да го потпише таму. Значи, овде е спорно дали го потпишала сама, своеволно, по собствена волја, или може би евентуално некој ја натерал. Меѓутоа, Но тоа е сосема друга постапка на утврдување. Тоа е сосема од друга. ова. Да, сосема друга. Ако го потпишала, тоа што нема проблем. Значи, тоа е точно дека стои во законот дека кога е притворен јавниот обвинител се оддалечува, меѓутоа во случајот не е Добро, според вас со овака запазена постапка или незапазена постапка, предметите непречено може да продолжат да мислам се дека процесуира член 26 од закон за обвинителство. дека може. важи. Инаку се сложувам Без со дискусија. колегата дека духот Републичкиот на законот, одредува каде одат и кај кој обвинител. духот на законот е за исклучен. Независно од кој обвинител. Меѓутоа, кога се прават адхок решенија, секогаш тие субординација. предизвикуваат одредени недоумици. Добро. Кога зборуваме за духот на законот, во духот на секој кривичен закон во Да одговараат обвинетите. тоа е духот на законот. Да Така е. одговараат обвинетите и осомничените и да се води правична постапка и да не се бега од казнена одговорност. Тоа е духот на законот. Добро, јас ќе замолам публиката тука да земе збор и да поставиме дел од прашањата кои што тие беа расположени вечерва да ги постават. Одиме прво во делот тука, ќе ве молам да се представите. Ова се нашите студенти од правен факултет, денеска во нов состав. Јас сум Филип Стеговски, на политички науки сум студент. Имам две прашања до Веле Филип. господинот Тортевски и до господинот Оливер. Првото прашање до господинот Тортевски ми е, спомнавте за случајот во кој што ви понудиле подкуп од 50.000 евра. Спомнавте дека имало потворена постапка, нешто имало со предметот отворено, а потоа спомнавте дека сте ги одбиле парите и дека предметот не бил никош отворен повторно. Тоа ако може да ни го дискутирате малце подетално затоа што беше Па збунувачки. не знам што повеќе подетално би ви кажувал. Значи, некои луѓе се беа уплашиле во одреден момент дека наскоро ќе се отвори постапка, не знам како дошло до нив таа информација, и преку посредник ми понудија 50.000 евра, што веднаш го одбив и пријавив и составив писмен документ во специјалното јавно обвинителство. И Беа тоа бизнисмени или политичари од некаде само да бизнисмени и малку политичари. Да, и малку политичари. Меѓутоа, значи, постои писмен документ, ви реков пред малку, и навистина не гледам што понатака би требало да објаснувам, ви кажав. Значи, овде од ова место ве барам да се објави тој документ, слободно, тој е мој личен документ, што таму е составен, напишан, и мислам дека е, значи, тоа сега од овој аспект многу маргинална значи, работа за која што посебно не би требало нешто особено да се дига. Благодарам. Јавноста ќе цени дали е маргинална. Да. Повелете со Ристовски? И второто прашање ми беше за јавната обвинителка. Постојано ја фаворизирате обвинителката Русковска да ги води случаите на СЈО. Во 2015-16 кога требаше се избере специјален јавен обвинител од страна на опозицијата, тоа беше прифатено од ВМРО да вие предложите јавен обвинител, специјална јавна обвинителка Катица Јанева, а сега зошто не прифаќате да предложи опозицијата јавен обвинител за да ги води случаите? Добро, благодарам. Мислам дека Имаше објаснив. мали непрецизности на во ред. И предходно, значи сметаме дека во конкретниот случај Вилма Русковска не сметаме, него така е. Има мандат од 4 години, избрана е од Советот на јавни обвинители, мислам при крајот на минатата година, значи течат 10 месеци од мандатот и непринципиелно е воопшто и ќе створиме една
како да ви кажам, една голема грешка ќе направиме и ќе отвориме можност за иднина, за воиднина, да прекинуваме мандат со закон на некој што е избран регуларно од Совет на јавни обвинители. Не се работи тука дали ние сакаме или не ја сакаме Вилма Русковска, апсолутно, не се работи за тоа, се работи принципијално. Сите тие обвинители во организиран криминал се бираат на мандат. Тоа треба да го знаете, мандатот им е 4 годишен. Иако никако обвинители имаат неограничен доживотен мандат, само за организиран се бираат на 4 години со можност за повторен избор. Меѓу нив се бира и шефот. Тоа е во случајот Вилма. И така е избрана. И не е убаво со закон да прекинеме мандат на четвртина од течење на мандат или во било кој дел, насилно, без причина да го прекинеме, затоа што сакала опозицијата, мислам, тоа нема резон никаков, а таа е легално избрана од Советот за јавни обвинители. Ќе отвориме дупка за понатаму да се случуваат со тоа. Правна е сигурност. Информацијата дека СДСМ го избрал специјалниот јавен обвинител. Добро, пред 5-6 години они беа малку помали од сега, па може и да не се сеќаваат на нешто, тогаш беше избран со консензус на двете партии во времето, кога Катица Јанева беше избрана. Благодарам, Филип. Предлогот е на ВМРО даде, за нејзиното име. Така беше кажано. Сега веќе ќе биде на... Ама не е важно, не е важно. Благодарам, Филип. Повели, спорно тоа, не. представи се прво. Моето име е Антонио Несторовски, студент на Правниот факултет во Скопје. Моето прашање за вечерва е како сите настани што се случија во врска со СЈО би влијаеле на датумот за преговори за Европската Унија и посебно би сакал моето прашање да поставам до професорката. Благодарам на прашањето. Најпрвин, значи, би сакала да кажам дека е важно како влијае на нас, значи, целата работа, како влијае на нас како држава, која што треба да созре во вистинска правна држава, каде што правото ќе владе и така натаму. И мислам дека е овој процес многу важен, процес на растење на нашите институции, каде што треба да докажат дека значи, се во можност на вистина да гонат криминал кој што се поврзува со многу високо поставени функционери. Тоа е клучен момент и клучен тест за институциите во државата да докажат дека тоа го можат. Бидејќи знаете, корупција, корупцијски скандали, колку и да се големи, постојат во секоја држава. Државите се разликуваат по тоа како се справуваат со нив. Ако институциите успеват да се справат со тоа и ако навистина имаме ефективна казна за таков голем скандал кој што ни наштети многу и на угледот, но и на целиот тој процес на воспоставување на правна држава, тогаш сепак тоа може да се одрази позитивно на државата. Како би влијал во датумот за преговори? Јас мислам дека за институциите на Европската Унија е многу важно да се уверат дека во нашата држава постои владење на правото и постојат институции кои што се способни да се справуваат со криминал и кога доаѓа од таков висок ранг. И затоа пак се враќам на прашањето, ако се зависи од нас и од нашите институции, и е во наши раце всушност. И затоа е важно кривичната одговорност една за секогаш да се воспостави и да профункционира, без разлика за кого се работи. Да дополнам ако може? Кратко. Мислам дека нема да влие воопшто врз добивањето на датумот, но тоа што го кажа професорката. Повеќе ќе влие во понатамошниот тек на преговорите ако не се справиме со сето ова. Значи ако не го разрешиме. Тоа ќе биде катастрофално за нашите преговори. Па нели првите поглавја што се отвараат се токму за правосудството. Секој 23-24, тоа се правосудството и нели човековите права, полицијата и слично. Со тоа се отвара, со тоа се затвара во глобала секојаш процес. Тошковски на политичка оценка вие? Не мора правничка? Видете, правна папазјанија е начинот на кој што власта, односно јавното обвинителство за организиран криминал се справува со случајот рекет моментално. Тоа не е моја констатација, само тоа е констатација на секој разумен правник кој што има малци искуство во рамки на кривични постапки. За овие 10 месеци, еве нема јас да кажам, еве заменикот министер нека каже, обвинителството кое што треба да се бори со организиран криминал и корупција
за колку владени функционери или именувани избрани функционери кои што не се од ВМРО ДПМН отвори постапка. Еве јас не знам. 10 месеци се месеците за од кога Вилма Русковска е шеф на јавното обвинителство. За кој? А прито имавме милиарда афери, милиарда слушање на гледање, клипови и така натаму. Милиарда, не еден, не два, не три, милиарда примери. За кого? Кого би предложиле вие за обвинител? Професионалец, чесен човек, професионалец, чесен човек, професионалец, чесен човек. Значи, ние имате име и презиме, некој дали во вашите разговори веќе спомнувате значи, некои имиња? повикуваме, ако помине законот и ако се прифати предлогот на вистина, не само декларативно, да опозицијата предлага јавен обвинител на ова ново јавно обвинителство, ги повикуваме сите оние кои што ги исполнуваат законските услови, односно ќе ги исполнат законските услови кои што ќе бидат дефинирани, да се пријават на огласот кој што ќе треба да биде согласно предлогот објавен од страна на Советот на јавни обвинители, и опозицијата ви гарантирам дека во секој случај ќе даде апсолутна поддршка на професионалец, честен човек, храбар човек, кој што навистина, да, професорке, ќе се занимава со криминалот кој што настанувал од 2008 до 2015 година, но ќе се занимава со криминалот кој што настанува сега, кој што настанал во последниве 2-3 години и кој што ќе настане и во иднина. Значи, еднаш за секогаш треба да сватиме една работа. Дека сето она кое што го правиме за да создадеме подобри услови за живот на нашите деца во Република Македонија. Целта ни е на сите, барем мојата цел е, да останам во Република Македонија, тука да ги растам своите деца, тука да ги воспитувам, тука да ги одгледувам. Целта на ВМРО ДПМН, целта на новата владеачка гарнитура во рамки на ВМРО ДПМН е да создадеме подобри услови за сите нас, без оглед од која проминенција дали СДС, БИ, последнава недела две? Се надеваме на решение. Искрено се надеваме на решение. Дали очекуваме во интерес на преговорите и во интерес на овозможување на законски услови за реформирање на јавното обвинителство, ќе дадам шанса на идниот закон, кој што би требало да го согласиме како законски текст. Добро. Ристовски, вие очекувате решение? Да, мислам дека ќе се договориме. Арифи и Тортевски? Цвитарджиите мои би рекле, они ќе се земат на крај. Не, се шегувам. Значи, јас лично на ВМРО ДПМН додека излегуваат од Белата палата и додека со име и со презиме не се оградат од луѓето што фрлаа луѓе во ендеци, што нарачуваа тепање, што значи што зборува кинески, кога се договараше кинеска провизија. Не е криминал да се зборува кинески. Не, апсолутно не е криминал да се зборува кинески. Меѓутоа е криминал автопат од Кичево Охрид да не чини милиарда долари, а да расте трева низ него. Тоа е факт, тоа е резултат на тој даден подкуп. Заради тоа што кога некој ќе ви даде, кога ќе му даде на некој државен функционер 33 милиони долари подкуп, тој веќе станува собственик на проектот. Тој веќе не го контролира никој. Тој може што сака да прави и затоа за Охрид е ваква состојба. Ке нема на свет 56 километри автопат да стигне до милиарда. Сега, и новиве, од самиот почеток, не знам колку пати се обидел да им кажам дека не смеат да прават таму анекси со тој што дал 33 милиони долари подкуп за тој автопат и што е скриена најдобрата понуда за 156 милиони долари поевтина. И донесен е закон за задолжување за децата на господинот да бидат задолжени, иако треба и моите, и моите, меѓутоа, значи, со дел од тие пари не е направена мојата канцеларија и вашата Бела палата е направена. Торби Луи Витон видовте ви? Не знам, не ги познавам тие ми се страни. Значи не ви верувам. Не ви верувам се додека излегувате од Белата палата. Се додека не ја предадете во државна собственост, не ви верувам. Ама не е само да кажете господин Тортевски не ви верувам, треба да понудите функционира правдата. На кого да му понудам? На обвинетите да им понудам нешто?
На некого да му Тие не се понудам јас. граѓани на Република Македонија? Ма на обвинет, на криминалец можам само затвор да му понудам. Немам што да му понудам. Па не е лошо да се јавите и вие на конкурсот што ќе биде. Ма не се јавувам на ништо ВМРО живо. ДПМН е цели и адвокатите со дугогодишно не- искуство да може да се пријават. Завршено тоа нема, значи Ви благодарам, ќе ја продолжиме дискусијата со и потоа криминалци и завршен со збор за терористи Рифи. не се преговара. Значи, за Многу мене тешки зборови. Па во сега. овој момент повеќе од наоѓањето на законското решение е наоѓањето на судското решение за овие предмети кои што веќе се префрлени во редовното јавно обвинителство, кои што веќе се распределуваат кај обвинителите и кои што треба да продолжат во судска постапка. Тоа е решението кое што ќе не извади од целиот ќорсокак во кој што сме навлезени. Потоа може да донесеме какви сакаме закони за јавни обвинители, дали подобри, дали по-лоши законски решења, тоа не е важно. Важно е луѓето да одговарат за тоа што го правеле и важно е да се прави разлика помеѓу тоа што се правеше порано и што се прави сега. Во тоа што вие го нарекувате папазијазија, или како го нарекувте. Папазијање. Имаме специјален јавен обвинител кој што е во притвор. Имаме премиер кој што пријавил таков крупен случај, а да не заборавиме во времето не толку далечно, каде што имавме председател на држава кој што помилуваше луѓе, дури и сведоци, вклучени во овие случај. Имавме јавен обвинител на Република Македонија кој што бараше укинување на притвор на лице кое што беше во бегство и председател на Врховен суд што тоа го одобруваше. Имавме се и се што и секакви саботажи и секакви нарушувања на тоа владење на правото на кое што вие сега се повикувате. Затоа сме дојдени тука каде што сме, а сега си имаме овие случаи кои што би требало да одат до крај, не за волјата на вашите партии, туку за волја на правдата и тие случаи треба судовите да ги решат и јавните обвинителства, а не партиите со ваши преговори. Професорка, зборите за владење на право моментално? Да, зборам. Пресод на градоначалникот на општина Сарај го чувте пред некоја недела што го даде? Човекот излезе како градоначалник на општина Сарај и кажа: мене премиерот ми се јави се со цел да ми ургира и да ми влие, за да звонам кај одредени луѓе на одредена позиција, за да се трне председател на одредена судска институција. Што не го пријавите? Го чувте? Пријавете го, нека Не, дали сте го чуле, прашувам само, пошто може и да не сте го чуле. Па пријавете го. А сте го чуле, значи? Секој нека го пријави што Супер. Има владење на правото, има Одлично, судови, не, нека драго ми е решаваат вака за тоа. што се слагаме, ниста страната. Благодарам, се надевам ќе се согласувате и после емисијата. Тука да ги погледнеме поентите на вечерашната емисија. Мора да има консензус кој што ќе вроди решение прифатливо за сите секако. Меѓутоа, при тоа треба да се размисли убаво, бидејќи ова е закон за јавно обвинителство и целта треба да биде најпрвим воспоставување на правдата, а не користење на оваа прилика за да се достигнат некои цели кои што би можеле да се поврзуваат со продолжување на практиката на неказнивост. Во преговарачкиот тим таму имате луѓе кои што се обвинети во постапките пред СЈО. Никаде на свет, простете, ама луѓе кои што се инволвирани во тој процес не можат да учествуваат во преговорите. Со закон не може да се персонализира решение кадровско. И мислам дека секој сериозен правник ќе се сложи на овој став дека со закон не смееме и не можеме да персонализираме име и презиме на оној кој што ќе треба да биде шеф на одредена институција. Тоа е недозволимо. Ние размислувавме за продолжување, со оглед дека законот вели важи 5 години, значи уште една година има за СЈО, да добиеме на комотна ситуација, да не брзаме со еден закон за јавно обвинителство, секако според стратегијата за реформи во правосудството, требаше да го инкорпорираме тоа СЈО во редовното обвинителство. Да, тука некаде е крајот на вечерашната емисија. Ристовски, Тошковски, Тортевски и Арифи, ви благодарам што вечерва бевте гости на 24 отворено. Се надевам некои дилеми расчистивме, некои останаа за понатаму за наредниот период и благодарам и на публиката, на студентите што беа вечерва активни. Пријатна вечер, останете со нашата програма.